Од 25 стамбени згради во Делчево само 4 не регистрирале заедница на собственици. Минатата недела истече рокот и на зградите кои што не регистрирале заедница на собственици или пак не избрали управител, на барање на овластениот инспектор за домување во соодветната општина, управител им определува судот во вонпарнична постапка избран од регистерот на управители на стамбени згради. Законот за изменување и дополнување на Законот за домување се однесува на секоја стамбена зграда во која има повеќе од 2 сопственици на посебни делови и повеќе од 8 посебни делови, сметајќи ги и становите и деловните простории, односно дуќаните. Службен вестник број 38 од 21 март излезе пречистен текст на Закон за домување. Некои посебни измени од претходниот закон нема, освен кај формирањето на управител на стамбени згради, беше 5 мора да има вработени, сега е сведено на 3 вработени. Поконкретно може да кажеме дека во општината има 25 колективни стамбени згради и колку што имам сознание јас, кај 4 стамбени згради не се уште конституирани заедница на собственици. За граѓаните може да кажеме дека почетните чекори за формирање на заедница на собственици е иницијативен одбор, ги повикува станарите со покани дека на таа дата ќе се одржи конститутивна седница во која се донесува одлука за избор на председател на заедница на собственици, потоа статут на заедница на собствениците, куќен ред, годишен план за одржување на стамбената зграда и тие документи потоа се носат во централен регистар кај нас во Кочани. Околу 2400 денара чини регистрацијата, со тоа се регистрира заедница на собственици. Најголемите недоразбирања се настануваат кај заеднички простори кои ги имаат поедини стамбени згради. Сега, што е заеднички делови на една стамбена зграда? Заеднички делови на една стамбена зграда се прво конструктивните елементи, носичките елементи на стамбената зграда, темели, носички столбови, потоа покривот, степеници, надворешни, внатрешни, било какви, помошни простории ако ги има, скривници во некои, фасадата исто представува заеднички дел, елемент од стамбената зграда, дворното место и местото под кое што лежи стамбената зграда, како и од другиот дел инфраструктурни, од инсталацијата за струја, вода, канализација, сето тоа се заеднички делови кои треба собствениците да се грижат. Со определувањето на управител за вршење на дејности на управување со стамбена зграда или регистрирање на заедница на собственици на посебни делови, направени европски начин се регулираат обврските на сите кои живеат во една стамбена зграда. Ова подразбира правно регулирање на сите прави и обврски кои ги имаат станарите и во пракса се овозможува многу подобар начин на одржување на заедничките делови во зградата, со што елиминира можноста за дефекти, односно нефункционирање на заедничките системи, како што е лифтот, осветлувањето, хигиената и така натаму. Имено управувањето на стамбените згради представува следење и спроведување на одлуките на собствениците на посебни делови во зградата, застапување во правниот промет и во постапките пред надлежните органи со цел за функционирање, одржување и зачувување на заедничките делови на стамбената зграда.